Тоа што е важно во делот на пристапување кон решавање на конфликти, прво да се навлезе во спремноста, колку луѓето се спремни за да ги решаваат конфликтите. Науката правила многу истражувања во таа област. Првично има една интересна поделба која што на вистина прави јасно разграничување дали ние сме спремни или не да ги менаџираме конфликтите. Пристапот на конфликтите го дели во две групи. Традиционален и современ. Што значи традиционален? Во кој што македонското општество припаѓа. Традиционален пристап кон конфликтите значи неприфаќање на конфликтите како состојба. Да биде поилустративно, македонско семејство. Во македонското семејство се вика, не викајте да не слушнат комшиите, нека биде тишина, ако има тишина, нема расправи, значи ние сме хармонично семејство. Детето нешто сака да каже, нешто не му се допаѓа, тишина, ќути и јади. Нема тука што сега ние да дискутираме, јас сум таткото, јас кажувам како ќе биде така. Ние живееме во едно општество во кое што кон конфликтите се приоѓа како на состојба која што е негативна. Ако детето има или ако вработениот има различно мислење, сигурно он нешто тука сега сака да се буни. Традиционалниот стил на пристапување на конфликтите не ги прифаќа конфликтите. Причината за конфликтите го гледа во конфликтното однесување на некого, во несреденоста на состојбата, дека конфликтите прават деструкција, дека тие не треба да се случуваат и треба да тежнееме да нема конфликти. Значи, традиционално вика да нема конфликти, да се функционираме хармонично. Навидум да функционираме хармонично. Во тоа веруваме. Значи, тоа викаме, леле не се расправат, супер име. Значи, тие се одлично семејство, тие се супер организации. И да го идентификуваме ова истото и со компаниите. Во компаниите. Значи, исто. Ако во мојата фирма нема расправи, нема спротиставени мислење, секој си ја работата, јас имам супер фирма. Но, истражувањата покажуваат дека тоа е нереална состојба. Значи, кога имаш двајца луѓе, ние сме во студиото, сега за било што да анализираме, може да има различен став. Вас ви се допаѓа, мене не ми се допаѓа. Конфликт. Значи, современиот пристап вика, конфликтот е добре дојден. Конфликтот не е состојба на нефункционалност, туку природна состојба во која што кога две или повеќе индивидуи ќе се најдат на исто место, ќе изразат свое видување. Значи, тука вика, конфликтот е недобре дојден, вика тука и неприроден, вика конфликтот е природен. Седиме, имаме различно мислење. Добре дојде за конфликтот, ајде да видиме што можеме да направиме. Овде вика, конфликтот настанува заради несреденост, неорганизираност, овде вика, конфликтот настанува како природна состојба кога на различно гледање на работите. Овде вика, конфликтот прави деструкција, овде вика, конфликтот прави прогрес. Прогрес затоа што треба да се размислува повеќе, како да се усогласат размислувањата, да се дојде до на идеалното, ајде условно кажано, решение. Апсолутно. И овде вика, тука ако нема конфликти, значи внимавајте во современиот пристап, вика ако нема конфликти, треба да ги предизвикаме. Треба да ги натераме луѓето да кажуваат мислење. Вие кои имате вработен кој што доаѓа на работа и ништо не прави освен ги извршува задачите, без да размислува дали може да бидат подобри, вие имате вработен што работи со 30%. Кога вие на вработените ќе му ја дадете задачите, он ќе каже, па јас не се согласувам дека ова е најдобриот начин. А внимавајте, он е на терен. Вие сте во канцеларија, вие издавате задача, а он гледа дека таа задача на терен не може да биде спроведена. И јасно и гласно ви кажува, пристапот не е добар бидејќи нема да ги даде резултатите. Ако вие имате традиционален стил, ќе му кажете, ајде сега ти најде мене да ми кажуваш, заврши задачата и не се буни. Он ќе отиде ќе ја заврши, прво нема да се согласува со неа, нема да се вложи целосно, нема да добиете резултати, па после ќе го обвините него дека он е виновен и тука после ќе почне тоа да се одвие у некоја несакана насока. А ако го сослушате, навистина видите дека тоа што го кажува држи, го имплементирате во планот, прво он ќе се осети мотивиран затоа што нема подобра мотивација од тоа да му прифатите нечiji предлог, ќе се посвети да ја реализира задачата затоа што планот е негов и да докаже дека е добар, и вие ќе имате фантастичен резултат